Продолжуваме со отвореното студио. Јас му посакувам Така. добре дојде На Андреј нашиот Божиновски. гостин, магистар Андреј Божиновски, правен консултант. Ви благодарам многу. Поздрав до вашите гледачи. Навистина е моја чест да бидам во вашето шоу. Иако пресудата за екс-премиерот Груевски уште не е напишана, како би ја прокоментирале одлуката на пресудата од за вас апелација? беше очекувано да биде потврдена во делот за премиерот, екс-премиерот Груевски, а намалена за Поповски? Најпрви, донесувањето на одлуката на апелациониот суд значи преквалификување на статусот што екс-премиерот го имаше. Значи, тој од обвинето лице сега станува осудено лице. Во однос на вашето прашање, сложеноста на предметите ги диктира динамиката на донесувањето на пресудите. Сложените предмети, како што беше овој предмет Тенк, познат во јавноста, на специјалното јавно обвинителство, овозможува донесување пресуда во рок од 60 дена. Меѓутоа, тоа не значи дека тоа ќе се искористи до крај. Треба да појасниме дека ова е конечна пресуда. Ова е конечна пресуда, на апелациониот суд, имајќи ги во предвид основите дадени во член 483 од ЗКП, каде што може да се поднеси да се обжали второстепената пресуда, ниеден од тие основи моментално не се применува во овој случај. Тоа значи дека екс-премиерот е осуден на 2 години ефективна казна затвор. Сега, доколку ме Тој нема можности да оди пред Врховен суд со вонредни правни средства? Како и секој граѓанин пред Врховен суд на Република Македонија, тој има можности да оди да вложи вонреден правен лек. Редовните правни лекови се исцрпени. Правосилна е пресудата, тоа така. Пресудата е правосилна и моментално нема никаква жалба што би имала суспензивно дејство во овој случај. Пресудата е и правосилна и ефективна. Значи, упатува на издржување на 2 годишна казна затвор. Но, Андре, ние имавме пресуда за уште еден екс-премиер, господинот Владо Бучковски. Не се ефектуираше казната. Меѓутоа таму Врховниот суд по трет пат беше вратена пресудата. Токму со вонредни правни лекови. Ако ми дозволите да објаснам како оди тоа. Упатувањето на затвор се прави според одредбите на Законот за извршување на санкциите, конкретно член 83, 84 и 85 од тој закон. Член 83 упатува дека судијата што е назначен за одредување на санкциите, што постапува по санкциите, има право да издаде упатен акт на лицето што е обвинето, да побари информација за лицето што е обвинето и во рок од 8 дена да ги подготви сите услови за издржување на казната на тоа лице. Врз основа на таа одлука на судијата, обвинетото лице, конкретно екс-премиерот, има две опции. Првата е да вложи жалба, која има рок од 3 дена, меѓутоа нема суспензивно дејство. Втората опција не го одложува извршувањето. Точно. Втората опција, која во началото на хуманизам, по кој е пишувано Закон за извршување на казните, е барање за одложување на казната, како што беше во случајот вие, Гордана, што го спомнавте со екс-премиерот Владо Бучковски. Меѓутоа, мора да се напомени тука една основа. Барање за одложување и издржување на казната е случај каде што се користи многу ретко. И треба точно да биде означено за што се бара одложување. Да, конкретно Законот за извршување на казни предвидува 8 вида на основи на кои се бара, меѓутоа екс-премиерот не спаѓа ниту една од тие основи. Поранешниот премиер Владо Бучковски може да се каже дека тој спаѓаше во основата на ставот број 4, каде што вика дека има задолжителни работи за извршување кои со негово отсуство не би можеле да се завршат. Иако е општо ставен тој став, меѓутоа Врховен суд во неговиот случај ценел, како ценел, според мене, оставам судија да коментира, мислам дека не е. Меѓутоа оставам судија да цени таму, зошто тоа се случило и како. Така. Добро, ќе ги следиме тие работи, но има нешто што граѓаниве малку не им е јасно. Зошто, например, Ѓоко Поповски добива многу поголема казна, а екс-премиерот Груевски помала, иако него го сметаат за човек кој го инспирира сето тоа купување Мерцедес и слично. Мислам, обичните граѓани малку се збунети. Обичните, кои не се правници, велам.
Видете, интересно прашање, меѓутоа треба да имате на ум степенување на извршување во кај казненото право. Кој е извршител на должноста и кој е нарачател на кривичното дело. Во овој случај Ѓоко Поповски беше извршител на должноста инфлагрантно и тој го извршил делото за кој екс-премиерот му наредил. Конкретно, во случајот Тенк, екс-премиерот се товареше за нелегално стекнување на имотна корист, преку нелегално стекнување на имотна корист. Преку недозволени корист се стекнал кога Мерцедесот останува на државата? Може би тоа не поминало низ неговата глава тогаш кога се случувало тоа. Меѓутоа, лицето кое директно го извршува кривично дело има поголема кривична одговорност. Предпоставка е дека можел да одбие наредба. Предпоставка е дека во тој случај, согласно правилниците на службата, можело да се одбие таа наредба, доколку сметал или во негови најдобри сознанија проценил дека може да постапи поинаку. Се надевам дека актуелниве функционери и оние во администрацијата ќе извлечат поуки од овој случај. Секоја пресуда треба да има и некакво превентивно дејство. Апсолутно. Дека оние усни нарачки што ќе ги добивате, ако сметате дека се косат со законот, да ги одбијат. Тоа... Апсолутно, вие сте во право, само дозволете само краток коментар. Видете, многу е битно да не е само спроведувањето на правдата, туку правдата мора да биде видена каде што се спроведува на дело. Целите на казнувањето тешко правда да се види. Емисијата на Гордана Нелија, правда, неправда, некако повеќе неправда гледаме. Правдата во неправдата. Божиновски, сакам да ве прашам за еден друг момент. Еве, хипотетички, доколку истечат тие рокови што се предвидени во законот за упатување на издржување на казна и така натаму, и за доставување на вонреден судски вонреден правен лек. Што ќе значи ова за пратеничката функција на екс-премиерот? Навистина добро прашање, имајќи во предвид дека тој е пратеник. Кај пратениците за надлежни за имунитетски прашања е Комисијата за деловнички имунитетски прашања при Собранието на Република Македонија. Комисијата таму има два члена, еден член со два става, извинете. Првиот став упатува дека пратеникот ќе му биде одземен процесниот имунитет, бидејќи има еден материјален што го штити наговорницата и втор процесен што го штити од кривично гонење. Процесниот имунитет ќе му биде одземен на пратеникот доколку е затечен во инфлагранти, значи моментално на местото на злостарот во вршење на кривично дело за кое е пропишана казна затвор поголема од 5,5 години. И тука не може да му го одземат имунитетот бидејќи не е затечен тој во правење на. Меѓутоа ставот 2 од истиот член упатува на тоа дека пратеникот, имунитетот ќе му биде одземен доколку доколку извршил кривично дело кое го прави несоодветен за функцијата на пратеник. Меѓутоа финалниот збор во овој случај го нема судот. Кој одредува несоодветност? Комисијата за... А таму одлучува мнозинство? Мнозинството. Не можам да навлегвам таму од правна перспектива, можам само да ви кажам. Андреј, пред да продолжиме, јас ќе повикам еден прилог од режијата. Денеска покрај овој настан на денот што беше со пресудата на апелационот суд, имавме и уште еден случај со градоначалникот на Ново Село, кој после прозивките сепак реши да си поднесе оставка. Тој е осуден на 6 месечна затворска казна. Да го видиме овој прилог, па ќе го прокоментираме. Со задоволство. Неотповиклива оставка од морални причини. Градоначалникот на Ново Село Боро Стојчев, кој се уште се наоѓа на издржување затворска казна, својрачно го извести Советот на општината дека се повлекува од функцијата. Во јавноста се прошири фотографија од изјавата подпишана со денешен датум од градоначалникот во оставка, откако претходно еден ТВ објави дека општинската администрација веќе го очекува неговото известување. Оваа одлука не ја изненади ниту партијата, која по пресудата му ги одзеде сите партиски функции. Јавноста гласно негодуваше откако беше најавено дека тој се враќа на градоначалничката функција кога штипска апелација му ја намали затворската казна од 18 на 6 месеци, пошто матичната партија СДСМ го повика да си даде оставка. Веќе во понеделник Стојчев ќе ја добие одлуката на кривичниот совет при Струмичкиот основен суд, откако обвинителството побара тој натаму да остане за трешетки поради прекршување на условната казна од 2015 година. Тогаш тој бил осуден за проневера во службата и тоа за дело сторено пред 8 години, а условот бил да не го повтори делото до следната година. Токму поради ова неговиот адвокат очекува судот да го одбие барањето.
За конкретниот случај не би можел да коментирам, но очекувам барањето да биде одбиено, бидејќи условот е тој да не го повтори делото за кое тогаш бил осуден, а сега му се суди за друго дело. Но дури да биде прифатено, што не очекуваме, имаме право на жалба. Изјави за 1 адвокатот Ване Андреев, но и натаму останува дилемата како судот му ја намали затворската казна за 2/3 ако Стојчев се уште бил под услов, што се однесува до неговото кандидирање и победата на изборите. Од ДИК посочуваат дека немало ништо спорно во тој процес, бидејќи законот не дозволува кандидирање единствено на лица кои издржуваат или издржувале затворска казна, но не и условна. За подсетување, Боро Стојчев на 10 јули годинава со уште 4 други лица беше фатен како пренесува цигари од марката Калипсо пред македонско-бугарската граница. Му се судеше за кривично дело обид за пренесување непријавена стока, за што од Струмичкиот суд доби казна од година и пол. Божиновски, го видовме прилогот, а јас ке ве вратам на извештајот на State Department, каде што главната забелешка за Македонија беше неказнивост. Дали со овие и вакви случаи веќе се урива на некој начин митот за неказнивост? Или е прерано да веруваме во такво нешто? Не би рекол дека е прерано да веруваме во такво нешто, бидејќи навистина во извештајот на State Department за состојбата на човековите права во Република Македонија, неказнивоста беше дел од тој извештај и беше проблем кој бевме многу жестоко критикувани. Во овој конкретен случај, јас мислам дека градоначалникот има многу отворени прашања прво во овој случај. Прво е зошто основното јавно обвинителство за гонење кривични дела за организиран криминал и корупција не постапи, имајќи во предвид дека извршители се 5 луѓе, од кои по закон тројца, ако има, тоа е злосторничко здружување. Прашањето на надлежност на судот. Надлежноста на обвинителството. Да, по овој случај прво постапи обвинителството на Ојо Струмица. Тоа е првото прашање. Второто прашање кој се поставува е зошто се намали казната? Апелациониот суд во Штип зошто намали казната конкретно во овој случај? Од 18 на 6 месеци тоа е нонсенс. Ова е прв правен преседан кој го гледаме тука. И конкретно овој случај подсетува на случајот што се случи во Република Хрватска исто со градоначалникот на општина Вуковар, Сабо. Тој беше обвинет за тајно подкупување на неговите колеги од спротивната партија, СДП, каде што на диктафон е снимен кај што им нуди мито. Меѓутоа, тој не си подаде оставка. Со самото гонење тој беше тргнат од функцијата градоначалник и заменет со него и сменет со неговиот заменик. Нели апсурдно, например, доколку некој е осуден до 6 месеци, нели нема пречки да продолжи да извршува функцијата. Точно. Имате градоначалник кој лежи 3 месеци во притвор, да речеме, ама и натаму е градоначалник. Зошто се зима лимитот да биде до 6 месеци? Секој што е правосилно осуден, да. Мислам... И каков ќе биде моралниот кредибилитет за тој сегмент зборуваме. На избран функционер. Точно. Видете, во право сте, навистина е така. Бидејќи законите се пишани со повисока цел. Таа повисока цел е доколку има кривичен прогон или индиции за сторено кривично дело, особено на носители на функции, тоа се претпоставува дека треба да се даде оставка. Јас бев фрапиран од фактот кога слушнав дека тој се враќа на позицијата градоначалник. И потегот на СДСМ во овој случај од повикување на оставка не го разбирам до крај. Разбирам дека е нивен градоначалник, меѓутоа основното јавно обвинителство требаше да биде малку поагилно во овој случај. Како кривичар на крај едно прашање. Гледате ли простор за преиспитување на казнената политика во Македонија? На судовите претпоставувате. Гледам, да. Навистина гледам. Бидејќи, како што знаете, вие сте запознаени со известување на правосудството во Република Македонија, на сила беше закон за одредување на видот и одмерување на висината на казните. Кој се покажа дека е многу лошо решение и се укина. Да се покаже како навистина лошо решение кое заостри казнената политика и доведе до зголемување на бројот на осудени лица во Република Македонија. Меѓутоа, казнената политика на судовите станува многу интересно прашање за понатамошна научна анализа која во развиени држави
би била многу корисна за ревидирање на законските казнени одредби. Меѓутоа, во Република Македонија и такви добри решенија беа на некој начин, да речем, набрзо истуркани, протуркани низ собрание, без претходно да има звучно академско истражување за нив. Конкретно, тој закон доведе до зголемување на моќта на обвинителите и намалување на моќта на судите, што беше фрапантно. Имајќи во преди дека еден од началата на судите е независното судско одлучување. Практично законот ги сведе да бидат математичари на табели. Правдата е ефикасна не доколку имаме високи казни, туку доколку секој одговара. Тоа е најдобрата превентива. И тоа би бил мој заклучок. Заеднички. Андреј, ви благодариме за учеството во денешното отворено студио. Се надевам дека ќе има и други прилики. Апсолутно, ви благодарам на поканата и честа беше моја да бидам ваш гостин вечерава. Ке те викнем и друг пат. Елена е на своето место, следуваат вестите во 18 часот.